Kade? Evo ga ide, čekaj, stoj, sidi tu. Zgledameti, sot për herë parë, pas 8 viteve prezentoni si dëshmitar në rastin Monstra. Ju dëgjuam gjykatës e thatë se keni kërkuar që ky proces të fillon nga e para. A do të thotë kjo se ju besoni në këtë këshill penal që do të sjellë vendim drejt? Tani ne kemi kërkuar që ky proces të rrigjykohet. Po barat me korturuar një novi proces, kortën solid. Sepse gjykata, prokuroria kanë qenë shumë të bërishta. Zato što su dobite, zato što obviniteljstvo bea mnogo osjetljivo. I tër opinioni ishte në gjendje pasqaruar. Цялата javnost беше во необјасната ситуација. Si nga ato të cilët kishin humbur njerëzit të tyre në këtë rast tragjik, ashtu edhe nga ata që duhen dënuar. Своите во овој трагичен настан, но и тие што беа осудени. Dhe ne me forcë kemi kërkuar që ky kishte seritet me prova. Ние силно баравме во суд да се повтори со докази. Me monitorim ndërkombëtar, Со меѓународно мониторирање. kërkuam nga Bruxelles, nga Washington, ky proces monitorohet. Edhe Washingtoni kanë partitë zyrtare se ata I besojnë monitorimin konsulentit. И близо из Вашингтон ни дадоа став дека верува во мониторингот од страна на Брюксел. Gjitha ne në kandidatin që e vërteta të dalë në sipërfaqe dhe të triumfojë vajzimi. И нација ние сакавме вистината да излезе на виделина и да триумфира вистината. Vetëm kështu mund të qetësohen ata të cilët kanë humbur. Само така може да најдат мир тие кои што ги загубија своите најмили. Por jo në çdo kusht të instrumentalizohet fajtor. Por Не со секој ai I cili ka успех да се veprën, инструментализира, ai duhet të да се инструментализира еден виновен, туку тој што го има сторено делото, тој да одговара. mos ketë drejtësi selektive. Да нема селективна правда. Dhe pikërisht janë këto raste të cilat ne na kanë shtypë të mendojmë shumë më thellë deri të kërkojmë me insistim vetim për një firmë. Вакви случаеви не примора нас за размислуваме околу имплементација на ветење во посуството. Unë nuk mund të paragjykoj, përderisa jam akoma e pavërtetuar në proces judiciar. Тоа се во судски процес. Се уште не завршено. Господине, аз Ако преsim autoritetet Ние очекуваме судските власти да го разработат случајот и да го осветлат случајот. sepse ne
Ние како политичка партија плативме висока цена. Сите не обвинува дека ние сме аштери, дека ние сме поврзани со случајот. И повеќе отколку нас што сакаме да се расветли овој случај, нема никој друг што би сакал да се расветли целиот овој случај, затоа што политичката цена ја плаќаме ние. Господине Ахмети, бидејќи одлуката за повторување на случајот ја донесе Врховниот суд. Вие во повеќе наврати велите дека сте се залагали. Како се залагали? Кои бараше од судот? Беа преговори со политичките чинители, властите во земјата или? Къде би се говори на авторитети политики? Сме разговарали со политички авторитети. С авторитетни политики, партии, политики, Затоа што политичките авторитети и политичките партии има одговорност за да ја менаџира ситуацијата. И на крај наша проценка беше дека овој суд мора да се повтори со биолошки, со материјални докази, на најтранспарентен начин за целата јавност, затоа што е случај, на вистина трагичен случај, трагичен настан. И ако ова не се расветли така како што треба, може да има последици. Затоа со некој бара ова да го искористи за политички цели, со најлоши цели, за да ги стави двете страни во конфликт. Не гледам ништо во тој сојуз. Затоа што не знам ништо. Zot Ahmeti, edhe një pyetje lidhur me këtë seancën sot. Këshilli gjyqësor përbohet edhe për një antari shqiptar në gjykatë, prokurorja shqiptare pyetjet një parashtrumëshërisht. Si ndjet? Имаше судија одвенес како се осеќавте, па имаше преведувач. Имаше преведувач. Зошто не се дозволи да се зимат и серце? Тоа не знам ја. Прашајте во суд. А вие припаднете? Хвала ви, пријатно. Прво е многу важно што има повторување на судски процес за случајот. Тоа е прво важно затоа што поради чувството на нетрансparentност создаде многу проблеми затоа што потоа придонесе недоволна Секој збор се следи од страна на јавноста, меѓутоа и од страна на меѓународните фактори, опсе со цел да се вгради доверба и овој процес да се деполитизира, да се деетнизира и навистина да стане правно-кривичен процес во кој што воз основа на факти и аргументи ќе се донесе одлука, а потоа граѓаните ќе имаат доверба во таа одлука и тоа е важно не само за овој судски процес, туку и за сите други кои што на некој начин ставија лоши луѓе на судството, односно дилема за селективна правда во нашата држава, дали е тоа случајот на Малиот Алмир, дали е тоа Сопот, дали е некој друг случај. Мојата улога беше денеска како сведок, споредна во тоа време како гласноговорник на Демократската унија за интеграција, меѓутоа не само јас, секој кој што смета дека може да придонесе овој длабоко сензитивен, политизиран судски процес да се разреши и да се даде епилог на кој што ќе имаат доверба сите страни вклучени во процесот. На Шип, Филимиш ме дече shumë rëndësishme që gjykimi për rastin Monstra është në rigjikimis. Me që procesi i parë, gjykimi i parë, për shkak mungesës së transparencës, solli një situatë të mosbesimit të tejskajshëm ndaj këtij procesi gjyqësor, por edhe ndaj gjyqësorit në përgjithësi. Dhe kjo edhe më tepër e ngarkoi atë dyshimin e njerëzve për drejtësi selektive në baza etnike apo në baza tjera. Dhe sot është në rëndësi që po shohim një proces transparentëse
Риџикин, ще кърхесат живлje će бъдат и Риџикин. Процес на цилен што фиол по дјекат на медија, по дјекат на коментирането. Мечелинте, деполитизимите, деетнизимите, и процесите сензибилизуват, скашмерештен дишните нерзи, мечелинче, тмират нервендим, пастрован джепа дилемат, на басто фактове, аргументове, цел да ти пранојде ден нашата джета пале. Ункто иша со роли на дешмиторит, вршка позита скиме да се точно си зелено се да штимит демократик per integrim ve biseda Janso, që janë bërë gjatë prezentimit të pozicioneve të BDI-s ose kohë para opinionit dhe jam i kënaqur që kisha mundësinë të jap qëndrimin tim, shpresoj që secili që mund të kontribuon në këtë drejtim që ky proces gjithsesi siç thashë depolitizohet, deetnizohet dhe të bëhet krejtësisht juridiko legal të përfundon në kënaqësi gjithë. Gospodine Османи, и господинот Ахметиев и вие рековте дека како политичка партија сте инсистирани нели судењето да се врати на повторно судење. Дали исто така дуи како политичка партија инсистираше и на тоа обвинетите да се бранат од слободен случај? Видете, мислам дека беше многу важно процесот да се повтори уште еднаш. Затоа што граѓаните не веруваат. Многу е важно граѓаните да имаат доверба во процесот. Политичките партии и граѓаните нема да се мешаат во одлуката на судот. Меѓутоа важно има да биде. Видете, ако гледајте ги судењата во Хашкиот трибунал, целиот процес на судење оди живо по телевизија. Значи не само овие изјави туку и вашето и присуството таму и сведочењата одат директно се пренесуваат во живо. Бидејќи знаат и тие знаат и целиот свет дека е многу важно да се добие довербата на граѓаните во аргументацијата, односно во фактите. Затоа ми е задоволство денеска што гледам многу медиуми, гледам следење на секој збор што се кажува овде, гледам меѓународни представници кои што го следат процесот, бидејќи мора да се врати довербата и за овој процес, меѓутоа и довербата во судскиот систем во целина. Вие говорите за одлуката за притвор. Видете, ние не сме правеле никаква форма на притисок во судството. Ние сме барале јавно дека очигледно првото судење кај граѓаните не ги задоволи барањата на граѓаните за транспарентност и јавно презентирање на аргументите. Мислам дека овој пат тоа се прави на транспарентност. Gospodine, četani se kad mi se stuli na ređu kriminaljanda, sad nekako prije, a ne toliko se i besoni procesi, që poš poždan, që poš vedohu. Tash është me rëndësi që procesi është më transparent se herën e parë. Gjithçka po ndjek. Fjallë për fjallë nga mediat, po e ndjek komuniteti ndërkombëtar. Ashtu që transparenca në proces ka qenë një prej vërejtjeve kryesore të opinionit të qytetarëve dhe të faktorëve politikë në vend. Sot po shoh transparencë, por unë nuk jam brenda në proces që di se si po zhvillohen faza tjera të procesit, ato mund t'i pyet një avokatët ose njerëz tjerë të involvuar. Видете, мислам дека една грешка е направена 2006-2008, кога во влада влезе партија која што не ја представува волјата на албанците и тоа предизвикаше длабока политичка криза, брзи прекремени избори, блокирање на собранието, затоа што системот после рамковниот договор не препознава поинакво представување освен на тој што ја представува волјата на албанците. Доколку победат овие партии, се разбира дека тие ќе бидат власт. Меѓутоа, тој што ќе победи кај албанците, тој ќе представува албанците во владата и мислам дека ова прашање за жал ние сме го сватиле на најлошиот можен начин преку искуство. А 2006-2008 ни покажа дека државата не смее да дозволува такво нешто уште еднаш, меѓутоа имаме избори пред нас, ние сме убедени дека дуи далеку ќе извои една од најголемите победи што има во својата политичка историја, но ќе биде тешка битка. Тоа можем да кажеме дека ќе биде тешка битка, но ние сме спремни за такво нешто. Тие соопштија што ви дало нов момент во процесот? Па како прво
Господинот Али Ахмети цело време укажуваше на тоа дека уште со денот на настанување на случајот, односно грозоморното убиство, биле веднаш информирани, преземале се што сметале дека треба да се преземе, односно формирале работна група, биле постојано во разговор со меѓународни фактори, со стручњаци, се распрашувале за семејствата на убиените деца, се распрашувале исто така и за обвинетите, да не евентуално некој од нив нема вина и да не бидат притворени, значи правеле анализи целосни, како што сметале дека треба да се направат и сметале дека има голема потреба од повторување на процесот, односно повторување на постапката, како би се утврдиле сите релевантни елементи, односно објективни причини од кои што би се утврдило или што би се утврдило. Значи, имале влијание, сакале да се повтори судската постапка. А што се однесува исто до другиве кои што беа слушани сведоци, очигледно дека сите знаеле што се случило, биле запознаени со сите чекори на Министерството. Не мислам за Бујар Османи, затоа што тој тогаш мислам дека и бил доктор, меѓутоа беше прашањето во поглед на тоа со еден од обвинетите, дали разговарал со неговото семејство во врска со тоа што се случувало, дали бил добар, ги посетил дома, примил писмо лично кое што го погодило. Така што сметам дека многу да допринесе сето ова денешно сведочење, за поинаков тек на настаните нема. Жално е што се додека политиката има влијание врз судството, се запрашуваме дали ќе има правда. Горан, ти се обиде да ги спротиставиш со оно што тие во бомбите го кажеме денешните сведоци, не остана покус за неколку одговори од Ахмети и од Бујар Османи. Но што ти конкретно целеше, што сакаше да докажеш и да чујат? Ние сакавме да докажеме дека ние практично судство и воопшто не постои. Само желби на Али Ахмети, како што и самиот во повише наврати да се повтори постапката, во тиранска платформа мртви деца Али Ахмети ги стави и како судството извршител желбите на Али Ахмети. А нашите политичари, така наречени македонски, СДС и ВМРО, исполнуваат неговите желби од веќе познатите причини за целокупната македонска јавност. Има ли тој личен интерес, бидејќи споменавте во судницата дека се познава со Фезија Зири, тоа одедавна уште од конфликтот 2001? Да, лично се познавал со Фезија Зири, самиот призна дека се познал со Фезија Зири. Нас во затворените судски рочишта ни беше презентирано со печат државна тајна. Фезија Зири бил главен логистичар за УЧК, за реонот Брест, Танушевци и Малино Мало. И во тесни корелации бил со Али Ахмети.